Почитувани добровечер, вечерва гостин во емисијата Стаф е Даниела Стојановска, наставник по математика. Господја Стојановска, добровечер и благодарам што одвоивте време да бидете дел од вечерашното гостување. Благодарам и на вас лично и на вашата телевизија што одвои време за еден вид на образовна емисија. Вечерва ќе поразговараме за повеќе теми од областа на образованието, наставната програма, реформите, иницијалното образование на наставниците и организационата поставеност во училиштата. Да си почнеме со ред, се подготвуваат измени на Законот за основно образование со кој што се утврдуваат максималниот број на часови на учениците. Нема повеќе учење во сабота, ќе има неработни денови за наставниците за време на зимскиот распуст. Законските измени за основното образование кои што треба да донесат растоварување на обврските на учениците, најверојатно ќе стартуваат од следната учебна година. Кој е вашиот став за најавените реформи? Реално има ли потреба од тоа и споредбено со тековната наставна програма, што е добро според вас, а што треба да се измени? Најпред морам да кажам дека во овој момент, кога се работи само за најави во измени на Законот за основно образование, можам да кажам дека се добро идентификувани потреби за промени во образованието, пред се во основното образование. Особено во делот кој што се однесува на прекобројноста на учениците во паралелка и нивната преоптовареност со наставни програми кои што инициираат огромен број на барања кои што наставните содржини ги предочуваат пред учениците или ги поставуваат пред учениците. Што се однесува до моите очекувања се дека Министерството за образование заедно со Законодавниот дом ќе води сметка за резултатите од истражувањата на истакнатите институти за образовни мерења, кои што нагласуваат дека една оптимална бројка на ученици во паралелка е 20. Заради тоа што во ваква група учениците многу едноставно ги совладуваат наставните содржини, односно се стекнуваат сознања и стекнуваат вештини. Она што е важно, особено е дека ваква една група на ученици не го загрозува ниту индивидуалниот интегритет на детето, ниту посебноста на секој ученик. Од друга страна можам да кажам што се однесува до колку тоа, како да измериме, колку е голема таа наставна содржина која детето може да ја прими во еден наставен час, како да речеме мерна единица за обемот на наставните содржини или за обемот на наставната програма. Овдека мора да се, и очекувам, да се раководат од истражувањата на психолозите, она што тие го говорат дека во најдобар случај максималната концентрација на дете од училишна возраст за една иста активност е максимални 15 минути. Некогаш се тоа 10 минути, некогаш се и 5 минути, а многу често тоа може да биде и како што велат моите ученици, денеска не ми е ден. И тоа условено, предходно, ако вештиот наставник успеал на почетокот да го разбуди ученикот, да го задобие неговото внимание, да ги насочи неговите мисли кон активноста што треба да изведува, да му ги посочи параметрите со кои што самиот ученик додека работи ќе може да си проценува колку е успешен во таа работа. Само ако се исполнете овие предуслови, тогаш можете да очекувате дека ќе ги имате 15 минути максимална концентрација на ученикот. Се друго е премногу. Останатиот дел од часот, значи мора да се користи за делот кој што е рефлексија, кој што децата врз основа на тоа што си ги презентирале и размениле идеите, може да си дадат напатствија и самите себе и меѓу себе, како ова активност би ја подобриле кога повторно би ја работеле. Што се однесува пак до тоа
нешто се зборува околу продолжување на престојот на учениците во училиштето, што не е лоша работа, меѓутоа за некои други училишта кои што имаат инфраструктурна поддршка, материјално-техничка поддршка, дидактичка поддршка, за да можат тие минути да ги направат ефективни и ефикасни, како некој активен одмор за учениците. Мислам дека треба да бидеме внимателни, за да, се извинувам, тој закон не остане само на хартија. Мора да бидеме внимателни дека најпрвин треба да ги исполниме предусловите, за да можеме на детето да го продолжиме престојот во училиштето. Пред се на ум ги имам учениците првачиња во моето училиште. На првиот училишен ден, на првите доживувања на училиштето, првачињата од нашето училиште влегуваат во подрумски простори кои се неадекватни, не ги исполнуваат стандардите за училница, и она што може да им се понуди на децата е врз основа на креативноста на наставникот, некои самостојно изработени дидактички средства и материјали, меѓутоа во атмосфера каде што во близина ги имате парните котли, пумпите или системот за парно грејање. Училиште како ова кое што нема услови технички, просторни, не може да си дозволи да зборува за било каков активен одмор на учениците. Активен заради тоа што тој одмор е осмислен, да тие можат да стекнуваат вештини, навики, односно повеќе да се социјализираат, односно повеќе да се канализираат оние работи што се од воспитниот карактер на нашата дејност. Во врска со причините, нели, дали долгото седење пред компјутер или примената на Кембридж програмата може да бидат една од причините за ваквите, да кажам, поразителни резултати кај учениците? Најпрвин за вас и за широката јавност морам да кажам дека PISA истражувањето не случајно се работат со деца од 15 годишна возраст. Имено тоа е границата што во европските земји децата се делат во две групи, односно ученици кои што ќе го продолжат своето академско образование, ќе станат академски граѓани, и другата категорија на деца кои што нема да станат академски граѓани, туку ќе се специјализираат за некоја од своите вештини. Кога станува спор за PISA тестирањата, мора да знаеме дека тие содржат математички тестирања кои што содржат прашања, односно задачи од реалниот живот. И во овие задачи учениците треба да препознаат од една реална ситуација елементи на математички проблем, да преку своји чекори дојдат до решението, односно разрешувањето на проблемот, притоа користејќи го формалниот јазик на математика, односно техничкиот јазик. Кога зборуваме за резултати од PISA тестирањето, тогаш мора да знаеме дека постојат три категории во кои што се сместени постигањата на учениците. Најниската категорија, всушност најниското ниво на когнитивни познавања е нивото на препознавање. Значи, ученикот ја препознава само онаа ситуација или само оној модел кој веќе го видел, или задача која веќе ја решавал, или ги изведува само рутинските операции. Второто повисоко ниво е ниво каде што учениците можат на нов модел да препознаат и употребат, односно применат некоја претходно позната постапка за одредување на решението. И третото, највисоко ниво на постигање е нивото на рефлексија. Овдека учениците поседуваат креативност, поседуваат способност за анализа на елементите на проблемот кој што пред нив е поставен, можат да ги синтетизираат знаењата и да состават нова целина.
Жал ми е, меѓутоа што морам да констатирам дека и во 2015 година нешто подобри резултати имаме во однос на 2001 година, кога за прв пат имавме PISA тестирање, но и овие резултати се далеку од нашите очекувања, заради фактот дека имаме многу мал број на ученици кои што се сместени токму во ова највисоко ниво на когнитивни постигања. Може да издвоиме некои од причините кои што доведува до овие поразителни бројки? Овде не може да кажеме дека имаме повеќе важни и помалку важни причини, но се разбира дека една од причините е тоа што наставната програма и наставната материја по начинот како што традиционално ја пренесуваат наставниците е знаење во готова форма. Односно, учениците ги примаат, учат работите во готова форма. Наместо да користиме активни методи преку кои што ќе можеме ученикот да го насочиме, да ги повика претходните знаења и сознанија и да ги состави или употреби за составување на некоја нова целина, а со тоа би дошло до новите знаења. Неискуството на нашите деца во читање и интерпретирање на задачите. Некогаш имаме впечаток дека или времето не брка, или програмата е обемна, материјата е обемна, па некако како немаме време да им посветиме на учениците токму во тој дел. Данок на ваквите тестирања зема и ова неискуство на нашите ученици. Една од причините која исто така може да биде многу значајна е тоа што кај нас децата најчесто вежбаат математика. По тоа подразбираат дека тие вежбуваат постапката онака како што ја виделе или научиле, така што се доведуваме во ситуација кога детето може да пресмета по однапред увежбана процедура, коефициент на правец на една права, меѓутоа, кој ќе ја види правата представена во координатен систем, не може да каже што на таа права и значи незиниот коефициент на правец. Сигурно дека има уште многу други причини, се надевам дека ги издвоив оние кои што и Бирото за развој на образование исто така ги идентификува како проблем кој што треба да биде надминат во иднина. Се чини дека секоја реформа во образованието некако тешко се прифаќа и кај учениците и кај наставниците. Според вас, што е потребно за успешно и целосно реформирање во образованието? Реформите на еден образовен систем се прават од две причини. Првата причина е од економски карактер. Првата причина има економска природа. Сите ние се обидуваме да осознаеме какво е тоа образование кое на нашите деца, на нашите ученици, ќе им обезбеди сигурно место во економијата на 21. век, а при тоа ние не знаеме како таа економија ќе се одвива ниту во наредната година, а камоли за некој подолг период кога тие сега скоро луѓе ќе станат возрастни. Од друга страна имаме причина која што е од културна природа. Исто така, образованието мора да го осмислиме така да културните гени ги пренесе понатаму оние кои што се наш културен идентитет, да ги пренесе понатаму на идните генерации и да тоа бидат карактеристики, културни карактеристики на секоја од нашите заедници. На сето тоа, ние мора да водиме сметка дека мора да се вклучиме и во процесот на глобализација. Само тогаш, значи со вакви обсежни промени, ние можеме да кажеме дека сме направиле или ќе направиме реформа на севкупниот образовен систем.
нашиот проблем, оно што ние зборуваме за реформи како настан. Реформите се процес. Веројатно лежи во тоа што за секоја иднина, за секои идни чекори, ние премногу и упорно се подпираме на минатото. Во минатото нас не учеле вака. Биди внимателен, следи ја наставата, учи, ќе се запишеш на факултет, ќе завршиш факултет и кога ќе добиеш дипломата, ќе имаш работа. Денешниве ученици, нашите деца, не веруваат во тоа. Што тие не веруваат не е проблем. Проблем е што тоа е така. Тие имаат право да не веруваат. Во денешно време, тоа што ќе бидеш добар ученик, не значи и ќе се стекнеш со диплома, не значи дека ќе бидеш вработен. Ова ги отуѓува децата од училиштето. Знаејќи го ова, децата не можете да ги мотивирате заради фактот дека тие веќе не ја разбираат суштината на училиштето. Не разбираат зошто е важно тоа училиште, кога ни дипломата нема да ми биде важна. Во контекст на ова, во нашава земја присутен е еден негативен тренд последниве години, а тоа е да опаѓа интересот на студентите по природните науки, особено математика и физика. Во нашава земја постојат региони каде што има дефицит на овој кадар, а пак во центрите за вработување нема ниту еден дипломиран наставник токму по математика или физика кој што чека вработување. Каде ја гледате причината за ова? Причината за оваа ситуација може требаше да ја гледаме малку, да ја бараме и да ја најдеме малку порано. Овдека можам да зборувам само од некое лично искуство или од некои лични сознанија. Немам досега сретнато некакво истражување на оваа тема. Оно што морам да истакнам, не дека е тоа мој факултет, меѓутоа природно-математичкиот факултет, кој што има 70 годишна традиција на кадри кои што се високо оспособени, со високи компетенции од предметот кој што го предаваат, и уште поважно што тие исти луѓе ги упатиле дека тука во самата факултетска зграда тие не научиле се, дека допрве им предстои учењето помалку формално, неформално и информално, за да ја следат или да го држат чекорот со младите генерации, односно со децата. При тоа да се биде наставник да се биде успешен наставник е многу комплексна и тешка работа. Од друга страна, учениците, нашите ученици сега имаат други мерила. Многу помалку зборуваат за тоа што сакаат да работат, многу повеќе зборуваат за она што е економски исплатливо. Кога ќе дојдат во моментот да се запишуваат на факултет, имаат, па и на природно-математичкиот факултет и на Институтот за математика, имаат две опции. Да изберат некој од насоките на применета математика и да имаат многу поширок спектар на занимања, кои што многу често се и подобро платени, а од друга страна, и во прва година, ако избереш наставна насока, ти си наставник. Ти ќе бидеш само наставник. Заради, предпоставувам, поголемите можности, заради тоа што децата не сакаат да се насочат цел живот да бидат нешто, кога и не се сигурни во тоа време дека ќе се пронедат во таа професија, а при тоа трновите патот да дојдете на крајот на природно-математичкиот факултет, и заради тоа предпоставувам дека учениците, нашите ученици бираат нешто што е различно од наставните насоки на
Природно-математичкиот факултет. Лично според вас, дали и колку е важно иницијалното образование на наставниците? Иницијалното образование на наставниците е многу важно, заради тоа што еден успешен наставник може да биде само доколку има квалитетно иницијално образование. Во првите години од своето образование, вие кога се формирате како личност, учите искуствено, повеќе искуствено, значи и кога сте во основно и во средно, ви може би и не знаете дека ќе бидете или сакате да бидете наставник, меѓутоа оно што е важно е квалитетното иницијално образование ви дава избор. Најважната работа е што низ овој процес, додека дојдете до студиите, до Природно-математичкиот факултет, вие веќе имате компетенции, како што се култура на говор, познавање и лекторската терминологија на наставниот јазик на кој што ќе изведувате наставата. Па имате искуства од пријатни и помалку пријатни наставници во вашиот живот. Тоа се работи кои што ги стекнувате додека да отпочне вашиот академски живот, а потоа за студиите, мислам дека и со одговорот на претходното прашање, веќе кажав, на Природно-математички факултет имате кадар кој што нема да ве пушти додека не ве оформи да бидете добар демонстратор, да бидете добар предавач, да се раководите дури и целиот живот, да си го подредите на законите на природните науки, на елементарната логика, да речеме, екзактно да се изразувате и размислувате. Тоа, мислам дека е најважната работа за еден успешен наставник. Заради ова се, јас не можам да се сложам со тоа дека луѓето кои што имаат, да речеме, оформено образование, да кажеме, севкупното иницијално образование им е, да речеме, на српскиот образовен систем, или се стекнале за стандарди или познавање на предметот, да речеме географија, во тоа што е карактеристика на српската наставна програма. Не се сложувам со фактот дека пред некој време дека со еден параф на министерот можете да кажете да, и тие луѓе се потполно идентични со нашиот професор по географија, нели, кој што без разлика на тоа што него познава и нема сознание од наставниот јазик на кој што ја изведува наставата, без оглед на фактот што не ја познава демографијата или не е учел воопшто за демографијата или географските карактеристики на нашата држава, на државата во која што ја изведува наставата и во која што треба да биде дел од образовниот систем. Предпоставувам дека тоа изедначување, таквата пракса ќе биде прекината во иднина со оваа влада и со некој од министрите во некој од наредните влади, заради фактот што во овој момент дури не може да се согледаат последиците од да речеме нострифицирање на неквалитетно иницијално образование. Во воспитно-образовното работење се препорачува интерактивен однос на релацијата наставник-ученик, во кој главната улога ја има ученикот, но секако дека наставникот е тој кој што треба постојано да се оспособува, односно да се образува, да создава такви ученици. Слободно можем да кажам дека вие сте пример за таков наставник со оглед на сите ваши предавања на семинари, обуки и објавени трудови досега во вашето 25 годишно работење. Последниве 3 години вие сте предавач на семинарите насловени математика и примени, организирани од Институтот за математика на ПМФ. Кажете ни какви се искуствата? Морам да кажам дека е прекрасно да се вратите на факултетот на кој што сте студирале од другата страна на катедрата.
Во соработка со во моje време асистенти, сега веќе професори, пред себе издвоила професорка Ирина Стојковска, која што прави вонредни напори да ја популяризира математиката, Институтот за математика, да направи отворена врата за сите студенти, посебно да студираат или да изберат наставната насока. Го препозна веројатно мојата желба да споделувам знаења не само со студенти, туку и со мои колеги, и ме покани на првиот семинар кој што воопшто беше организиран, да присуствувам, односно да бидам предавач на тема која што е моја авторска. Следејќи ги, да речем, препораките на Министерството, сакајќи да дадам свој допринос за активната настава, а при тоа со ресурси кои може да се ги дозволам во образование, значи со слободни образовни апликации, имав предавање на тема 3D дизајн во наставата по математика. Во оваа сесија, значи на моите колеги, наставници, пред учениците од завршните години на средното образование, пред моите универзитетски професори и така натаму, зборував за тоа или презентирав можност да се направи видливо едно предавање кое што се однесува на пресметување на волумен на тела, кај што децата, користејќи апликацијата Tinkercad, можат едноставно да се чувствуваат дека се во самата просторија во која што се истакнати, односно поставени овие експонати. Ова апликација ви доловува 3D простор на било кој од вашите монитори, слободен, може секој да го користи со тоа што ќе се најави на овој систем, и заради тоа мислам дека на учениците и на студентите беше многу интересна тема. И она што за секое мое предавање, за секоја моја презентација, она што сакам им нудам на студентите, на младите луѓе, на моите помлади колеги, да преземат некоја од овие идеи, да ја разработат, доработат и на некој од наредните семинари, да се вратат и да ми понудат нешто многу повеќе. Заради тоа од материјалите од овој семинар, заедно со материјалите од сите други семинари, се поставени за оние кои немале можност да наследат, се поставени на веб страницата на Институтот за математика на Природно-математички факултет. Веројатно заради добрата приемливост на предавањето од првиот семинар, исто искористив поканата и за вториот, и еве веќе во декември месец минатата година и третиот семинар за математика и примени. Втората моја тема беше токму интерактивни алатки во наставата по математика, во која што сесија им предочив на посетителите кои се слободни образовни софтвери, можат да ги користат за унапредување на наставата, односно на што ја сакам да кажам, кога наставата ја правите на учениците да им личи на игра. Учениците ги сакаат игрите, тогаш треба во таква конкуренција и ние наставните единици да ги поместиме некако, да најдеме начин да им ги доближиме, да тие ги доживуваат како игра. Имено игрите децата најмногу ги сакаат, заради тоа што имаат добра графика, заради тоа што постојано нешто се случува и заради тоа што имаат инстант вреднување колку биле добри со бројот на поените. Мислам дека со доближување на на наставата до учениците можеме да дојдеме и до употреба, да речеме, на QR кодовите или
bilo kakve arkalne igri koji što može da se programiraат многу едноставно, а учениците ги и се тестови на знања, учениците ги доживуваат како да се игра затоа што добиваат поени и слично. Темата на третиот семинар беше задача од отворен тип во наставата по математика и со содржините на оваа сесија, она што сакав е да постигнам е да им укажам на моите колеги на нешто што може би не сакајќи го правиме, а тоа не само што даваме задачи од затворен тип, туку и нашите прашања кога ги поставуваме пред учениците се од затворен тип. Например, го прашувате детето со прашање дали има избор да и не. И затоа децата имаат проблем малку да образложат задача. Ова беше, меѓу другото, и примери од неколку задачи од отворен тип, во кои што учениците се среќаваат со задачи кои што имаат многу повеќе начини на решавање. Значи, концептот беше подобре да решиш една задача на 5 начини, одошто да решиш 5 задачи на еден исти начин. Исто така се сретнуваат или им нудиме задачи кои што имаат повеќе решенија и сите се точни, за да ја развиваме нивната креативност и нешто што значи продлабочување на мислата и гледајќи го проблемот од многу различни аспекти. Од првото предавање на семинарот веќе има објавен труд. Дали можеме да очекуваме нови трудови, други од другите предавања? Така. Во форма на наставно-научен труд, интерактивни алатки во наставата по математика веќе е излезен од печат во математичкото списание Математички омнибус, а сега е во подготовка и трудот кој што се однесува на задачите од затворен тип во наставата по математика. Се уште не е во печатена форма, но во секој случај, значи сите заинтересирани можат да ги пронајдат сите овие материјали од сите 3 семинари на Институтот за математика на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Вие имате одржано голем број обуки, преку кои имате постигања во унапредување на наставно-образовните компетенции на наставниците од основните, но и од средните училишта. Колку сертификати имате досега доделено како обучувач? На моје огромно задоволство, токму пред почетокот на оваа учебна година, на доделувањето на сертификатите за стекнати компетенции за меѓуетничка интеграција во образованието, со моите колеги го прославивме малиот или огромен, од друга страна, јубилеј, 500 сертификати за колегите пред се од моето училиште, од училиштето Толи Зордомис од Куманово, училиштето Кучо Рацин, од училиштето исто така основно училиште од Старо Нагоричане, како и од средните училишта, тука е економското, популарно наречено економското училиште. Низ работата со децата констатирате кои се недостатоци кои што ги имаат возрастните. Затоа што ние сме модел на однесување и ние сме оние кои се дел од животот или ги моделираат учениците. Значи, освен од обуките за меѓуетничка интеграција во образованието кои што беа реализирани не само со моите колеги, дисеминација беше направена и за колегите од целата општина во гимназијата Гоце Делчев. Претходно работев на повеќе проекти и бев обучувач за темите примена на ИКТ во наставата за повеќе училишта, потоа за унапредување на наставата по природните науки, математика и природните науки, каде што на моја голямо задоволство, меѓу другото, овозможев и двајца од моите колеги да излезат со објавени трудови, примери на добра пракса, за што особено се гордам.
Тука се обуките кои што се однесуваат на оценувањето, формативното оценување, обука за сумативно оценување. Исто така од проектот за модернизација на образованието учества во обука Едубунту во наставата, која што беше заради промената на оперативниот систем на кој што се изведуваше наставата во делот на ИКТ. И други за кои што во овој момент не би се сетила, меѓутоа се од голема важност за мене заради тоа што се можност да работам и со возрастни луѓе и да ја воочам разликата и да бидам искрена, многу подобро е кога многу подобро се чувствувам и многу позадоволна сум од работата и постигнањата со моите ученици во одделението, одошто со моите посетители на обуки и семинари кои што многу поодамна биле ученици. Преку разни активности вие го промовирате училиштето Христијан Карпош во кое што работите, но секако дека и општина Куманово. Дел од тие активности се и надпреварите по математика на општинско, регионално и државно ниво. Неодамна се одржа општинскиот надпревар по математика. Дали вие како регионален координатор на надпреварот по математика сте задоволни од резултатите кои што надпреварувачите ги постигнаа? Сигурно дека било кој организатор на надпревар е задоволен од резултатите, само доколку сите учесници на надпреварот биле задоволни од она што го реализирале или покажале на самиот надпревар. Многу важно е дека општинскиот надпревар ова година се одржа во основното училиште Бајрам Шабани. Истото училиште ќе биде домаќин и на регионалниот надпревар. На општинскиот надпревар учествуваат 205 ученика. Еден добар дел од нив ќе се пласира и на регионалниот надпревар, во кој што ќе биде содружство со другите ученици од регионот, односно со учениците од општина Старо Нагоричане и општина Липково. Инаку, сите надпревари по математика се одвиваат на 4 наставни јазика: македонски, албански, турски и српски јазик. Секој дете работи на свој мајчин јазик. Се разбира дека може да дојде и до недоразбирање, може да се појават и грешки кога станува збор за организација на еден таков надпревар, посебно заради фактот што е премногу екзактен и премногу проверлив надпреварот по математика, затоа што ранглистите се со бодување за секоја задача, број на поени, а знаете дека немаме прецизна направа за мерење дали кога една задача не е целосно решена, дали треба да се одземат 5 или треба да се одземат 7 поени. Така што може да дојде до некакви недоразбирања, но во секој случај тоа е најмалата работа и не може да ја поремети успешноста на реализирањето на надпреварите. Во ваквите случаи треба да се биде толерантен и на надпреварите да кажам дека, што ми е многу драго, имаме убаво расположени ученици, за нив е тоа празник, меѓутоа за некои од родителите представува проблем заради тоа што се некако доживуваат ранг листа на надпревари по математика, односно на постигање на своите ученици, не доживуваат како некаков статусен символ. Што се однесува до постигањата на учениците од општина Куманово, можеме да се гордиме со фактот дека во секоја олимпијада, во репрезентација за математичка олимпијада, Куманово со години наназад има свој представник. Меѓу другото, за популаризација на математика во нашата општина, веќе долги години се
промовираат настани кои што се вржани со математика, како што се настани денови на отворена врата и така натаму, во кои што ќе ги стимулираме учениците, посебно оние најмалите од 4-то одделение, да тргнат во трновитиот пат на изучување на математиката. А особено важно е манифестацијата, за мене барем, манифестацијата во која што Куманово 3 дена живееше со математичарите од сите општини од државата. Тоа е организирањето од 2007 година на државниот надпревар за учениците од средните училишта по математика, чиј домаќин беше гимназијата Гоце Делчев. Тоа беше прекрасен надпревар, чишто покровител беше претходниот градоначалник, доктор Зоран Дамјановски, во кој што тридневните активности се однесуваа не само на решавање задачи и постигање на резултати од тие тестови. Она што беше најважно е дека имаше пропратни активности, предавање и представување не само на учениците математичари, туку и на другите секции кои што заживели, работат и функционираат и имат со што да се покажат во гимназијата Гоце Делчев. Тоа се воглавном работите кои што вака ми оставаат силни впечатоци кога станува збор за делување во насоката на стимулирање, прифаќање и развивање на способностите за екзактно изразување и логично размислување на учениците. За тоа дека сте навистина активни како наставник, зборува и фактот што вие сте вклучени и во проекти од програмата Еразмус Плюс. Може ли да не кажете во кој проект сте вклучени? Значаен за мене е проектот од Еразмус Плюс во кој што учествував, поточно со колешката Ана Нојковска го добивме проектот од СТЕАМ програмата на Еразмус Плюс, кој што подразбира промовирање на науката, техниката, инженерството, уметноста и математиката. И има за цел науката да ја доближи не само до учениците по своите содржини, туку да ја доближи како начин на живење, како неразделен дел од животот на еден човек. Учениците мора да сватат и сакаме тоа да го промовираме со овој проект, дека науката не е нешто абстрактно, дека не е нешто што треба да се учи од учебник или да се бара по интернет. Науката е нашето секојдневие. Природните науки се од нашето будење, аларм, па користиме цедење сок, чиста физика, со малку математика и така натаму, за да можеме да ги оспособиме нашите ученици со познавањата на природните науки да бидат конкурентни на пазарот на труд или да може да со тоа си обезбедат и подобрат својот живот, со својата екзистенција. Господја Стојановска, вие годинава ќе прославите, односно одбележите еден јубилеј, 25 години работен стаж во основното училиште Христијан Карпош. Во изминатиот период, во изминативе 2,5 децении, реализиравте многу проекти за инфраструктурни и нагледно технички подобрувања на училиштето. Може ли да ни презентирате дел од нив? Сигурно дека ме радува фактот што за своите скоро 25 години работа во училиштето Христијан Карпош, во моето училиште, можам да кажам дека многу работи сум оставила зад себе и пред себе. Еден од првите проекти во кои што учествував е воопшто и првиот проект што влезе во Република Македонија. Тоа е проектот за модернизација на образованието.
премногу обемен проект кој што бараше многу детална работа, дури на подрачја кои што како наставник не сте компетентен, значи не сте стручен, па морате да се снаоѓете. Меѓу другото, тоа беше проект во кој што добивавте 1.000.000 денари, во кои што требаше да бидат распоредени, односно да бидат потрошени, да речем, во 3 категории. 40% за обуки на наставниците, 40% може да се потрошат на помали инфраструктурни зафати од парите и 30% да се потрошат за наставно-нагледни технички помагала. Така што овие средства кои што во тоа време Министерството за образование на Република Македонија со поддршка на владата на Кралството на Холандија успеа да ги обезбедат. Во нашето училиште ги искористевме за замена на дотрените дрвени прозорци на првиот спрат, односно на делот кој што ги опфаќа учениците од предметна настава, на наставно-нагледно-технички материјали, дидактички материјали и така натаму и ден денеска користиме нешто од тоа, макар да ова се случуваше многу одамна, некаде од 2009 година. Меѓутоа, еве, добре е кога ќе видите што се случува. А сега кога веќе сме кај инфраструктурни зафати, со средствата што ги добивме од успешна реализација на проектот чиј координатор сум меѓуетничка интеграција во образование и проектот кој што го продолживме вклученост на родителите во меѓуетничка интеграција, од УСЕД учествувавме аплициравме за нивниот проект, учествувавме со апликација, тие не препознаа како училиште кое што има високи постигања во ова подрачје на ниво на Република Македонија и така добивме го финансира, односно ги реконструира прозорците кои што се наоѓаат во делот кај што работи оделенска настава. Така што тие работи се на задоволство мое огромно, затоа што придобивките за моите ученици, за оние кои што ќе останат и понатаму да ги користат сегашните и идните генерации, за мене значат многу. Пред самиот крај на емисијата да позборуваме и за организацијската поставеност во училиштето. Каква е, односно какво треба да биде организацијската поставеност во училиштето? Според вас, нели едно ваше лично мислење? Постојат училишта кои што има добра организацијска или структурна поставеност и се разбира лош. Разликата е во тоа што лошата организација едноставно развива фундаментално слепило за проблемите кои што училиштето ги има. И проблемите не ги решава не затоа што не може да ги реши, туку заради фактот дека не може ни да ги види проблемите кои што има. Ваквите училишта ги препознавате по тоа што имаат строга вертикална хиерархија. Значи, раководството ви покажува кои се приоритети, каде треба да се подобри училиштето, кои се слабите, кои се јаките страни. Значи, ги имате од врвот кон оние кои што се носители на процесот и кои што ја имаат способноста да ги реализираат, односно направат работите многу подобри од што се. Кога би знаеле дека имаат проблем и кога би знаеле на што да се насочат. Во добрите училишта и воспоставена хоризонтална хиерархија. Кај нив се почитува втората структура во управување на училиштето. Ако кажеме дека управниот одбор, училишниот одбор е првата, тогаш втората структура мора да бидат водачите на стручните активи во училиштето, кои што зад себе пак ги имаат во групи наставниците. Така што, кога едно училиште треба
и мора, ако сака да се развива, да си ги идентификува своите слабости и да си ги идентификува јаките страни, тогаш тоа може да го направат оние на кои што тоа им е секојдневие, наставниците. Заради тоа што хоризонталната хиерархија тргнува од наставниците, преку училишниот одбор, до раководителот, односно директорот на училиштето, тука веќе имате многу поголема основа дека тоа училиште ќе направи реално снимање на ситуациите по сите 7 подрачја, така наречена самоевалвација на животот и работата на сите субјекти во училиштето, и ќе може да направи најдобар развоен план, заради тоа што ќе биде врз основа на она што е потреба или идентитет или карактеристика на самото училиште. Од друга страна, зашто е добро кога наставниците учествуваат во креирањето на развојните планови од кои што потекнуваат и годишните програми за работа. Развојниот план содржи, да речеме, 3-4 годишни програми за работа на училиштето. Важно е, заради фактот дека доколку наставникот, и не само наставникот, и ученикот, не учествува, не дава допринос во решавање на проблемите, ги доживува како наметнати оние решенија кои што ќе бидат понудени за унапредување на работата на училиштето или за зајакнување на слабите страни кои што претходно се идентификувани. Јас сакам да работам во училиште во кое што се почитуваат законите на природните науки, каде што не се руши законот на елементарна логика, дека од погрешна предпоставка можете да дојдете до вистинит исказ. Тоа уште од пред наша ера не успел никој да го постигне, сигурно дека нема да го постигнеме ни сега. Затоа сметам дека треба да биде нагласено потребата во сите училишта да имам воспоставено ваква хиерархија. Хиерархија во која што оној што најмногу може да допринесе, во подрачјето во кое што најмногу може да допринесе, ќе биде препознаен. Господја Стојановска, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување и вашето издвоено време за вечерашното гостување во емисијата Став. Ви благодарам и на вас и ви посакувам уште многу успешни емисии во иднина. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме следната недела. Пријатна вечер.